На само 2 недели пред објавувањето на извештајот на Европската комисија интензивно се лобира за доделување на датум за преговори со Европската унија. Аргументи дека земјата ги исполнила критериумите на унијата се председателските избори, реформите, договорот со Бугарија и спогодбата од Преспа. In spite of the difficult political situation in Europe today, forthcoming European elections, all the issues that are there, we simply don't have the luxury of failing to create success stories. And my country today, North Macedonia, is a success story that needs to be encouraged and supported if we want to make a difference. And my big lesson learned from all of this is we actually can make a difference. Because none of this, the reconciliation, the Prespa agreement, this was not inevitable. И покрај најавите дека на 29 мај ќе има позитивен извештај од Европската комисија, сепак земјата ќе мора да ги убеди сите 28 земји членки на Европската унија дека постигнала напредок. Францускиот амбасадор признава дека последниве 2 години се завршени голем дел од работите, но не прецизира дали тоа ќе биде доволно за датум. Се очекува исполнување на конкретни работи, меѓу што и постигнување на договор за СЈО. Le pays est naturellement, selon notre appréciation, sur une bonne voie. Il va falloir simplement juger si l'avancement sur cette voie est suffisant pour justifier l'ouverture des négociations. Et ce sera pas seulement, bien sûr, l'avis de la France, mais ce sera bien sûr les décisions et la décision de tous les États membres ensemble. Според досегашната пракса, министрите за надворешни работи на Европската унија разговараат за прашањата за проширување на унијата на првиот редовен состанок веднаш по објавувањето на извештајот на Европската комисија. Следниот редовен состанок на министрите на ЕУ е закажан за 18 јуни. Но со оглед на тоа дека на некои земји им е потребна согласност од националните парламенти, можно е дебатата за проширувањето да се помести за министерски состанок во јули. Во меѓувреме од 1 јули Финска го презема председателството на ЕУ.